Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Се уште постои стигма и срам околу менопаузата. Многу жени обично не сакаат да зборуваат за овие големи промени што се случуваат во нивниот живот. Но менопаузата е природен, биолошки процес на старење, проследен со низа типични симптоми кои што може да траат со месеци, но и со години. Постојат ли некакви знаци кои што укажуваат дека жената ќе влезе во менопауза? Зошто се повеќе жени се жалат дека влегле во рана менопауза, доколку симптомите се исклучително доминантни, како што се оние топли бранови или пак промени во расположението, постои ли безбеден начин за тие да се стават под контрола, односно да се минимизираат? На оваа тема денеска зборуваме со асистент доктор Ева Созовска-Белчовска, гинеколог-акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Започнуваме веднаш по рекламниот блок. Со асистент доктор Ева Созовска-Белчовска, гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје, денеска зборуваме за менопаузата. Докторке, добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов, благодарам на поканата. Менопаузата е природен процес на старење на жената кој што го означува всушност крајот на менструалниот циклус. Колку менструални крварења треба да отсуствуваат за вие да поставите дијагноза менопауза? Така. Според медицинската терминологија, за ние да поставиме дијагноза менопауза, потребно е кај жената 12 месеци да отсуствуваат менструалните циклуси, што значи дека ние оваа дефиниција ја поставуваме ретроградно. Еве да речеме еден пример. Доколку пациентката, жената, има 51 година и цела година кај неа отсуствувале менструалните циклуси, веќе во 52-та година велиме дека кај неа влегла во периодот на менопауза. При тоа, што се случува во незиниот организам? Дали има некакви промени хормонални? Секако. Главна причина за настанување на менопаузата е дефицитот на женските полови хормони, односно естрогените и прогестеронот. Настанува едно старење на јаниците, како што старее целиот организам, така тоа е физиолошки процес на пропаѓање на нивната функција, а со тоа и намалување во секрецијата на женските полови хормони. Значи, тие се намалени, не исчезнуваат скроз. Така е, тие се намалени. Најпрво доаѓа до една небалансирана секреција, до флуктуација во секрецијата на естрогените, како резултат на што кај пациентката се јавуваат веќе тие перименопаузални симптоми. Односно, самата менопауза, кај ја кажуваме по дефиниција дека е отсуство на менструален циклус 12 месеци. Меѓутоа, на неа и претходи еден подолг период на перименопауза додека да се случи овој период. Во тој период имаме една небалансирана секреција, како резултат на што кај пациентките започнува флуктуација во менструалните циклуси. Какви се обично тие? Ете така, тие може да бидат различни во однос на нивната цикличност и во однос на нивната обемност. Има пациентки, односно жени, тоа не се пациентки, се уште нели здрави жени, еден физиолошки процес, кај кој што кажуваат дека доцни менструалниот циклус, отсуствува 2 до 3 месеци, или пак жени кај кои што се јавува генитално крварење во 1 месец во 2 наврати. Сето тоа се нормални и очекувани појави во овој период и секако резултат на таа дисбалансирана естрогена секреција и отсуство на последователни овулации. Значи, од едни редовни овулации пациентката доаѓа до ситуација повеќе да не овулира, а со тоа консеквентно изгаснува незината репродуктивна функција. Ги споменавте овулациите. Дали тоа значи дека жените во менопауза повеќе нема јајцеклетки во јајниците? Во перименопаузата се уште се создаваат јајцеклетки, меѓутоа не се создава тој лидер водечки фоликул од кој што при прскање излегува зрелата јајцеклетка. Но не значи дека и нема такви циклуси овулатори. Што значи сепак може да забремени? Апсолутно. Пациентка, жената во периодот на перименопауза може да настане бременост. Но во менопаузата веќе тоа веќе по менопаузата веќе имаме комплетно дефицит во таа естрогена функција и таа состојба е невозможна. Значи, сепак овој процес кој што води до менопауза не е брз. Така е. Не се случува преку ноќ? Апсолутно, тој може да трае месеци, може да трае и години. Дури тој период на тие перименопаузални симптоми може да траат и до 10 години да ја оптоваруваат жената. Се јавуваат жени во тој период
на гинеколог да прават испитувања за што се работи, може со некакви хормонски анализи да детектирате дали е во перименопауза или не? Ние си имаме точно определени критериуми врз основа на кои што поставуваме диагноза дека дали пациентката се наоѓа во перименопаузален, менопаузален или постменопаузален период. Тоа е комбинација од анамнеза, еден детален ултразвучен преглед и хормонски анализи. Испитуваме неколку типови на хормони, фоликулостимулирачки, лутеинизирачки хормон, естрогени хормони, нивните соодноси и точно можеме да видиме пациентката во кој период, во кој дел се наоѓа од овој период или така наречен климактеричен период. Значи климактеричен период ги опфаќа перименопаузата, менопаузата и постменопаузата. Можат ли жените во периодот пред да влезат во менопауза да чувствуваат и некои симптоми кои што се типични за менопаузата, да речеме препотувања, топли бранови и слично? Апсолутно. Целиот организам на жената, значи на ниво на целото тело се наоѓаат рецептори за естрогените. Тоа се толку благопријатни хормони кои што имаат благородно дејство на ниво на цело тело. Сега кога полека почнува да доаѓа до дисбаланс во таа нивна функција, веќе кај пациентката започнуваат да се јавуваат и симптоми кои што укажуваат на нивниот дефицит. Еден од системите кој што е афектиран е и централниот нервен систем, така што кај пациентките започнуваат да се јавуваат тие вазомоторни промени или топли бранови валунзи. Траат 1 до 5 минути, се јавуваат непредвидливо во текот на денот. Постојат и провоцирачки фактори, меѓутоа генерално баш се како резултат на таа естрогена флуктуација, несоодветна концентрација на естрогени. И се карактеризираат со напливи на топлина, црвенење по лицето на пациентката, потење, може да бидат придружени со тахикардија, анксиозност. Значи, баш така една непријатна состојба која што кажа варијабилно од 1 до 5 минути. Знае да се јави во тек на ноќта, од чиста мира, во сон пациентката да се разбуди со едни топли бранови, дури велат и чаршавот да биде потполно мокар од тоа потење. Значи се тоа може да биде естрогенска промена. Ајде да ги погледнеме најчестите симптоми кои што укажуваат на менопаузата, а тоа се умор и исцрпеност, топли бранови кои што ги споменавте валунзите, ноќно потење, анксиозност и промена во расположението, проблеми со паметењето, промени во телесната тежина, промени во косата и кожата, намалено либидо, проблеми со уринарниот тракт, низа проблеми, Кажа дека има буквално генерализирано дејство, значи естрогените се рецепторите за тие хормони се од глава до пети распоредени секаде и кога ги нема скоро сите органи се афектирани од нивниот дефицит. Ајде да почнеме редоследно умор и исцрпеност. Да. Се случува често да се чувствуваат уморно жените покрај тоа што се отспали добро во текот на ноќта. И покрај тоа што имале еден убав сон, кај нив се најавува тој умор и исцрпеност и еден исто така од првичните симптоми во периодот на перименопауза. А како знаете дали се работи за умор и исцрпеност од перименопауза или менопауза или пак тоа е некој друг здравствен проблем? Па нормално тука сме ние да си направиме најпрво пациентката доколку се јави кај нас ако дијагностицираме, врз основа кажав на нашите дијагностички алатки, тогаш го препишуваме на тоа. Меѓутоа не оставаме дефинитивно да ја кажеме дека тоа е таа дијагноза. Сепак и целото исследување треба да биде мултидисциплинарно, ќе ја испратиме таа пациентка и да се исклучат и останати органски страдања. Најдов на податок дека 90% од жените го имаат овој проблем со умор и исцрпеност, што значи е прилично секојдневен симптом карактеристичен за период во животот. Ги споменавте топлите бранови, валунзите, тука е и ноќното потење. Така, тоа е по комбинација со заедно едно со друго. Каде се потат жените, во кој дел на телото обично? Најчесто во пределот на главата и на вратот. Тука се горниот дел. Тука се најманифестни тие потења. Што еве јас да го објаснам на кратко, ќе го доловам до пошироката наша публика, зашто настанува? Затоа што дефицитот на естрогени го стеснува една термонеутрална зона од терморегулациониот центар кој што се наоѓа во мозокот. И како резултат на тоа доаѓа до зголемена телесна температура и нашиот организам сега се бори да ја таа температура ослободи.
и прави нагло ширење на крвните садови по периферијата, по рацете, по нозете, по главата. Се шират крвните садови, се јавува тоа црвенило. И организмот се бори да ослободи таа топлина и настанува едно потење, да се исфрли таа топлина. После рефлексно на тоа па настанува вазоконстрикција, односно собирање на крвните садови и кај пациентката се јавува морници, чувство потоа па на ладно. Така да ете, тоа е тој механизам како тие недостатокот на естрогени хормони реагира на тој терморегулационен системот за терморегулација, значи така се нарушува. Голем процент од жените го имаат овој проблем? Едно 80% од жените страдаат од овие. Колку време може да траат овие бранови? Тоа бранови? е во касниот перименопаузален период, па и во веќе по настапување на менопаузата може и до добри 5 години да ја вознемирува жената. Значи, навистина може да се мачи? Да. Може нешто се преземе за да се спречи? Постојат. Вака, доколку се тие... Да се напие ладна вода, нешто така, да се истушира. Да, се смета дека провоцирачки фактори се зачинета храна, топло време и стресогени ситуации. Тоа се, значи, плюс како тригер фактори кои што ја иницираат целата таа состојба. Да се избегнува кофеин, значи бидејќи тие дополнително делува по однос на тие тахикардии, палпитации. Ете така да отиде во поладна средина, да се напие ладна вода, физичка активност, да се фокусира на, да речеме, на читање книги, на релаксациони други моменти кои што ќе оттргнат од целата таа проблематика. Нокните потења може да доведат и до несоници? Секако, апсолутно. Прават една комплетно деранжирање на самата пациентка во тек на жена во тек на... Одиме понатаму, анксиозност и промена во расположението. Да. Типично ли е ова да стане жената раздразлива или пак анксиозна преку ноќ, што се вели? Тоа се многу типични симптоми и велиме дека тие симптоми не кореспондираат со одредена ситуација. Знае за банална ситница, жената многу бурно да изреагира и буквално околината да се зачуди зошто ете за таква баш некоја ситница знае да се направи толку бурна реакција. Сето тоа кривица се тие естрогени. Но морам да нагласам дека и во процесот на пребродување на целиот тој перименопаузален период ние препишуваме се на естрогените, но големо влијание има и на дворешната средина. Значи, работната атмосфера, стресот, семејните проблеми, сето тоа се додатни тригер фактори кои што ги акцелерираат сите овие симптоми. Доколку некој има предиспозиција за анксиозност или за депресија, може ли овој период на менопауза да го потенцира проблемот и тој да исплива на површина? Па да, би рекла дека тука има асоцираност, да. Можеме да продолжиме понатаму, проблеми со паметењето. Може некој се исплаши дека влегува во процес на деменција или пак За жал, тој дефицит на естрогени хормони доаѓа до нарушување на тие когнитивни функции, ние ги велиме. Нарушување на меморија, на паметење и с голем ризик према таа Алцхајмерова болест. Постојат студии кои што викаат Алцхајмеровата болест станува нели збор за невродегенеративни нарушувања на мозочното ткиво, дека баш тие мозочни клетки кои што се афектирани во склоп на таа Алцхајмерова болест содржат естрогени рецептори. И сега кога ги немаме, веќе доаѓаме до таква потенцијална состојба. Типичен е овој симптом? Чест? Чести се симптомите на баш така и пациентките ги вознемирува, па како јас толку добро можев и да памтам, таква добра меморија имав, наеднаш веќе се толку брзо заборавам. Доста пациентки се жалат на ваквите. Промени во косата и кожата. Да. Знаеме дека кожата со текот на годините старе, но сега се случува нешто подраматично. Така е. За жал, естрогенот води до дефицитот на естрогенот води до намалување на синтезата на колаген. Колагенот знаеме дека е основна состојка на кожата, на косата и во негова дефицитарност веќе доаѓа до нејзино опуштање, атрофирање, намалување на еластичноста, појава на брчки. Косата се проречува влакното, почнува да опаѓање на косата, а по одредени места дефицитот на естроген прави па зголемена длакавост. Така да сето тоа се тие исто така се намалува секрецијата на себацијалните на лујните жлезди, кожата станува сува, дехидрирана, така што има доста реперкусии и по односи на кожата и на косата. Хиперпигментација исто така жените се жалат во овој период дека не можат да излезат на сонце бидејќи им се појавуваат темни флеки, тоа е значи поврзано со естрогенот директно. Промени во телесната тежина. Ајде да проговориме за ова. Дали жените се поправаат во овој период? Да.
За жал, исто така, дефицитот на естрогени го води кон успорување на метаболизмот. Со самото успорување на метаболизмот, значи склоност кон зголемување на телесна тежина. Постојат студии кои што велат дека буквално жената на годишно ниво знае да надгради по 1 килограм со воопшто не сменет режим на исхрана во однос на претходно. И еве жена која што е 10 години во менопауза, значи буквално би ставила многу килограми доколку не го модифицира тој животен стил, не го модифицира режимот на исхрана. Обично се жала дека има проблем со стомачната дебелина. Да, тука се депонира. Затоа што баш тоа карактеристично при дефицит на естрогени настанува депонирање на масно ткива баш околу стомакот. Така, некои велат постојано вежбаат, но ете и понатаму имаат стомак, тоа се објаснува со менопаузалните проблеми. Тука и намаленото либидо и сувоста на вагината, што представува голем проблем, особено сувоста на вагината. Естрогениот во партнерскиот живот. Апсолутно. Естрогениот дефицит води кон истенчување и кон атрофија на вагиналната слузница. Така што таа станува атрофична и доаѓа до потенцирање на сувоста на вагината. Со тоа кај пациентките се намалува и либидото, сексуалниот нагон, а исто така се јавуваат и болни сексуални односи. Така што сувоста на вагината е голем проблем, меѓутоа постои начин за сето тоа да се коригира и да се буквално да се среди. Што обично советувате во овие ситуации? Топични, значи препарати естрогенски. Не мора да се примаат естрогени на уста, туку постојат естрогенски препарати кои што локално се во вид на креми, премачкување на вагината, лубрификанти, така да може да се подобри квалитетот и на сексуалниот живот и кај така. Проблеми со уринарниот тракт. Да, уринарниот тракт. Може би ова е еден од посериозните проблеми. Така, урогениталниот тракт е посебно афектиран од тој естроген дефицит. Пациентките се склони како и на уринарни, значи и на вагинални и на уринарни инфекции. Се менува едноставно вагиналната флора, односно се настанува дефицитарно лачењето на колаген и на млечна киселина и се менува pH на средината на вагината. Таа од кисела станува алкална. Доаѓа до станува алкална и представува соодветна подлога за населување и на уринарни инфекции и на вагинални инфекции. Така да тука се чести и колпитите и циститите. Исто така доаѓа и до атрофија на едноваскуларно перниче кое што се наоѓа на грлото на мочниот меур. Како резултат на тоа што тоа перниче е богато со естрогенски рецептори. Кога ги нема, тоа атрофира. И кај таа жена се јавува неволно истекување на урината, односно инконтиненција, стрес инконтиненција и ургентна инконтиненција. Значи не може, која е разликата? Не може задржат урина? Да, стрес инконтиненција е кога при најмал напор, при зголемен интраабдоминален притисок, дали е тоа наведнување, искашлување, дигање на голем товар, жената неволно испушта мокрача. А ургентна инконтиненција е кога има ургентност во однос на задржување на мокрачата, чести нагони за мокрење и неможност да се додржи ургентна посета за мокрење. Значи ова е поврзано со... И двете ситуации во голем дел се асоцирани со естрогениот дефицит. Затоа и жените во овој период често се жалат на циститиси, што споменавте. Така е. Тоа е кога имаат пецкање при уринирање, печење, чешање, чести уринирања, печење при уринирање, додека вагиналните инфекции пак се карактеризираат со печење, чешање и непријатност. Исцедок има? Да, се појавува и вагинален исцедок. И затоа ние сме тука за да проследиме. Дали е тука инфективна природа, земаме микробиолошки брисеви, па правиме соодветен третман, а потоа се надоврзуваме исто таа естрогени топични препарати за да се коригира, значи, целата таа состојба. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 02-3076-677, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна и добре дојдени се вашите прашања на тема менопауза кај жената и промени што се случуваат кај неа. Ги споменавме типичните симптоми, може би има уште нешто што пропуштивме, или тоа е се? Тоа е се во однос на тие, да, типични симптоми горе-долу ги опфативме. Јас читав и болки во мускули, зглобови, но сето тоа веројатно може да укажува и на нешто естрогениот дефицит, проблеми во целото сврзано ткиво во рискавицата, исто така и тука колагенот доминантна состојка, така што и тие ни се очекувани тегоби. Но вела дека кај жените во менопауза расте и ризикот за кардиоваскуларни болести.
бидејќи во репродуктивниот период имаат помала шанса да ги развијат овие болести во споредба со мажите. Сега зошто е тоа така? Така е, во репродуктивниот период жената е заштитена, значи, од тој благопријатен ефект на естрогените. Ти имаат протективно дејство од тие кардиоваскуларни заболувања. И мажот е тој кој што е поризичен за овие болести. Веќе во менопаузата ситуацијата се изедначува, дури да речеме жената и во поголем риск, затоа што фалат тие естрогени и настанува склоност, значи дефицитот на естрогени води кон ризик од хипертензија, нарушување на липидниот метаболизам, нарушување на јаглехидратниот метаболизам, зголемување склоност према хиперкоагулабилни состојби, сето тоа се голем ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања и атероматозните промени. Имаме гледач кој што веднаш ќе го вклучиме, ќе му дадеме предност пред да продолжиме со денешниот концепт. Добар ден за него. Добар ден. Ајде уште една можност за гледачот. Еве, слушам оби да се вклучи. Добар ден. Добар ден. Уште една можност. Еве втор гледач, гледам дека има на линија. Дали ќе успее тој успешно се вклучи да видиме? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Би сакала да се консултирам со докторката. Станува збор за мојата ќерка, која што сега има 38 години. Пред 3 години се појавија овие симптоми кои што ги кажува докторката, со потење, со нервоза, со добивање на некои 40 дена веднаш се изреагира и утврдија според анализата на сите хормони, не да ме држите за збор, мислам дека беше хормон кој што АПХ, така нешто, кој што беше 48 и утврдија дека е во постменопауза. После 3 години користење на циклопрогинова, континуирано следење на состојбата, се обидовме со вадење на јајцеклетки во аџибаден цистина. Се успеа само една јајцеклетка која што е квалитетна да се замрзне. Меѓутоа, во последните 6 месеци, да речам, пациентката, мојата ќерка, почна да добива циклус 2 пати во месецот. Како последица на тоа, направивме повторно контрола на сите хормони и оној хормон што беше 48, АПХ или АТХ, не ме држите за збор, не можам да ги најдам на одите, сега е 11. И буквално докторите се збунети, велат дека тоа веќе не е менопауза и овој месец ќе го помине без циклопрогинова. Што понатака? Така, ви благодарам за вклучување во програмата. Ви благодарам и на вас. Повелете, може ли ова да се случи, да некој да влезе во перименопауза, менопауза и потоа да се нормализира ситуацијата? Па видете, ако била менопауза, нели ретроградно тоа, ако изостанувале 12 менструации, ако воопшто пациентката во период од една година не менструирала, тогаш го велиме. Најверојатно кај неа бил некој перименопаузален период, затоа што сепак со техниките на асистирана репродукција, колку што разбрав дека издвоена и јајцеклетка, сепак таа пребродувала некој период на перименопауза. За жал е во групата на пациентки 38 годишна возраст која што ја сметаме веќе во таа менопаузис прекокс, односно прерана менопауза. Рана менопауза, која што е доста тешка за менаџирање во однос на остварување на репродуктивниот дел. Сега кај таа пациентка се направени, пред колегите ги направиле сите тие хормонски испитувања врз основа на кои што диагностицирале, дека се наоѓа во перименопауза и тоа што го кажа АПХ, АТХ предпоставува антимилеријан хормон АМХ. Тоа не е како додатен помошен хормон кој што го испитуваме за проценување на оваријалната резерва. Сега, кај пациентката, зошто тој флуктуирал, како флуктуирал, зошто бил на почетокот толку, а сега ги има другите вредности, јас не би можела точно вака телефонски. Да, вака телефонски. Слободно нека дојде во нашите ординации за репродуктивна ендокринологија, можеме да направиме комплетна нова евалуација.
Ајде да ги вклучиме останатите гледачи, уште двајца добив знак дека ќе постават прашање, ќе ги слушнеме прашањата едно по друга, а веднаш потоа ќе добиете одговор од докторката. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ве слушаме, добар ден. Добар ден. Повелете. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до водителката, а многу поздрав до докторката. Ви благодарам. слушате ли? Да, секако. Јас сум поздрав и многу до докторката. Јас сум жена у години. 80 години. Така. Ама ја гледам програмата и ја слушам, имам голем нагон преко ноќта за мукрање. Пијам и лекарства, ама многу слабо ми помогнува. Што Така. совет може да ми даде докторката? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор, ќе го слушнем и следниот гледач, па потоа ќе дадете одговор на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Ајде, дајте го одговорот, додека успе гледачот да се вклучи. Така, предпоставувам дека причината за оваа тегоби кај пациентката секако е резултат на тоа што е доживеала убава старост, 80 години, долго време е изложена на тој естроген дефицит, така што страда афектираниот урогениталниот тракт, како што кажам. Доколку се исклучат невролошки друга патологија, значи велиме дека станува збор за таа инконтиненција која што е од урогинеколошка природа. Така што слободно пациентката нека се јави во нашата урогинеколошка амбуланта за да си направиме детална евалуација, да видиме што е наше и дали треба да ја препратиме за понатамошни други исследувања. Битно може да се реши овој проблем. Постои, апсолутно. Има и решение. медикаментозно и оперативно. Уште двајца гледачи ќе се вклучат во емисија. Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Ве слушаме, господја, може да го поставите вашето прашање во денешната Телма амбуланта. Јас имам Така? Јас имам 51 година. Така? Ќе ве замолам само да го намалите тонот на Во телевизорот. менопаузата, ево, во менопаузата се здобив со болест манија со нагли промени на расположението. И од тогаш пијам литиум и на литиумот пише дека за 10 години конзумирање литиум ќе заработам рак на бубрезите. Дали може нешто да се смени терапијата или да не ја пијам? Така, ви стравувате од тоа што долго време го примате овој лек. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да го слушнеме и следното прашање. Не ми дадоа знак дека се исклучил гледачот. Повелете. Тука не можам да бидам сигурна дали менопаузата била причината за ова расстройство кај пациентката, така што ова е препарат кој што го препишуваат колегите невропсихијатри и они се повеќе компетентни за да се околу неговото дозирање, околу ризиците, контраиндикациите и се понатаму. Да продолжиме со ризиците кои што ги носи менопаузата. Исто така велат дека треба жената да внимава на густината на коските, да прави прегледи кои што се поврзани со остеопорозата. Колкав дел од жените ќе заработат остеопороза? Па постои доста висок процент на жени кои што во иднина може да се појави остеопороза. Добри 30% може да ја имаат оваа болест. Што да прават? Остеопорозата всушност значи едно системско заболување на коските, каде што доаѓа до намалување на коскената минерална густина и склоност према нивна зголемена кршливост, значи тие стануваат шупливи, склони на скршеници, така што кај пациентките може да се јават буквално од многу или минимални повреди или никакви повреди спонтани, така наречени патолошки структури, патолошки фрактури. Особено се афектирани рабетниот стол и долгите коски, односно феморот. Ја викаме краш фрактури и хип фрактури. Тука е потребно причината зошто настанува, значи самите естрогени
прават активација на едни клетки во коскеното ткиво кои што се викаат остеокласти, кои што прават деструкција на коскеното ткиво, а за сметка на нив се губат остеобластите кои што учествуваат во изградбата на коскеното ткиво. И втора причина е доаѓа до нарушување на метаболизмот на калциумот. Калциумот кој што е основна градбена состојбка, минерал на самите коски, се влече од коските и оди во циркулацијата, оди во крвта. Така што, кај овие пациентки сосема е соодветно да се дојде да се направи прво едно испитување, базично да се испита густината на коската со помош на процедура која што се вика метода која што се вика дензитометрија и соодветно тие да се третираат. Третманот е може прво суплементација со витамин D, затоа што витаминот D ни е основен потребен агент за соодветна цревна апсорбција на калциумот. Значи, витамин D, калциум, препорачани дневни дози на калциум се 1200 мг, веќе кај жени над 51 година, 600 интернационални единици на витамин D3, консумација на млеко, така, тоа се тие омега-3, омега-6 масни киселини, исто така имаат благопријатно дејство околу протективниот дел за настанување на остеопорозата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам докторката, сум во менопауза, меѓутоа имам уринарни проблеми, уриногинеколошки. Се испушта урина на долниот веш, не многу, али малку. Каде да се обратам, како да... Така, за да го решите овој проблем, ви благодарам за вклучувањето. Ова програма е исклучително чест проблем кај жените. Да, чест, меѓутоа еден од најрешливите проблеми. Си имаме ние субспецијалистичка урогинеколошка амбуланта на клиниката, каде што колегите секојдневно се занимаваат и вешто ги решаваат овие проблеми. Постојат дијагностички методи, прво се прават тестови, уродинамика, да се точно да се лоцира проблемот за каков тип на инконтиненција станува збор и низа други испитувања и се врз основа на нив се понатаму третира пациентката. Постојат и лекарства, постои и хируршки третман. Значи да се обратат на ГАК во оделот за урогинекологија. Амбуланта, така е. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Еве уште еден обид да го вклучиме. Ало? Се надевам успешно овој пат ке се слушнеме, повелете. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката и до докторката. Имам еден проблем. Јас сум... Само ќе ве замолам, намалете го тонот на телевизорот, во спротивно нема да можеме да комуницираме во програма. Ете така. Во менопауза сум. Така. Имам 59 години и имам многу проблеми со потење. Но стоп се потам. Докторката да ми помогне некако што да земам. Така, ви благодарам за вклучувањето и ве веднаш ви благодарам уште еднаш што гледате Телма амбуланта, што да направат оние жени кои што се во менопауза и се соочени со силни симптоми, карактеристичен за овој период. Значи, веќе, доколку се баш така силно потенцирани изразени симптомите, ние си имаме и терапија околу тоа. Има поагресивна терапија, значи хормонска терапија, а кога екзогено, значи надворешно, ги внесуваме хормоните кои што ни фалат, и други алтернативни терапии, тоа се препарати на природна база, кои што сега се поактуелни, фитоестрогени, тие природни естрогени, ги има во лененото семе, во сојата, потоа во црвената детелина, карактеристични. Веќе по аптеките може да се најдат во доста различни концентрации, па и други помошни состојки, кои што, да речеме, на некој начин ги помагаат, ги олеснуваат овие симптоми. Така што, доколку пак самите ние веќе ќе искатегоризираме дека таа пациентка страда од сериозни симптоми кои што го нарушуваат квалитетот на незиното здравје, можеби ќе биде кандидати за таа така наречена хормон заместувачка терапија.
Кога се дава таа терапија? Во перименопауза, во менопауза, Во перименопаузата постменопауза? се даваат контрацептивни, значи во друга концентрација се даваат хормоните. Таа се дава веќе кога ќе настапи менопаузата и ја има во различни форми. Тоа си правиме ние проценка. Има опција да се дадат само естрогени кај пациентки кај кои што има направено и хистеректомија. Има опција да се даде комбинација секвенциска на естроген-прогестерон или пак континуирана естроген-прогестеронска терапија. Меѓутоа, не е тоа така банална терапија, постојат и контраиндикации за незиното давање. Така што сме строго селективни. Еве напоменав, онаму каде што имаме изразито потенцирани симптоми и кај пациентки посебна група се тие кои што се со рана, прерана менопауза. И друга група на пациентки кои што се во хируршка менопауза, онаму каде што ние јатрогено ги внесуваме во менопауза. Ја споменавте раната менопауза, се почесто жени влегуваат во рана менопауза, некои на конкретно 20-тите или пак 30-тите години. Зошто тоа се случува? Има ли некакво објаснување? Науката вели дека е генетски, пред се генетската компонента, значи дека е генетски детерминирана кога ќе настане таа менопауза. Меѓутоа постојат и одредени фактори кои што исто така влијаат. Тоа значи ако нашата мајка добила рано менструација, односно влегла рано во менопауза, и ние ќе влизаме исто рано? Постои голема веројатност да и ние тука некаде во тие години да настапи кај нас. Меѓутоа, како што реков, и други фактори. Се смета дека пушачите жените што пушат 1-2 години порано влегуваат во менопауза. Пациентки со низок body mass индекс, онаму каде што нема масно ткиво, затоа што покрај тоа што естрогените хормони се лачат од јајниците, исто така се и депонираат во склоп на масното ткиво, кај нив фали. Пациентки кои што се со автоимуни болести, нарушување на тироидната функција, исто така и пациентки изложени на хемотерапија и на зрачна терапија од разни други малигномија, се почесто е процентот на малигномии во помлада возраст. И друга група на пациентки се во таа програмирана, значи јатрогена менопауза, кога правиме ние хируршко отстранување на јаниците од различна причина, дали е малигна, бенигна патологија или некои инфламаторни процеси, кога ние сме морале да поставиме индикација дека тие треба јајници да ги извадиме во порана возраст. Така што таа терапија, хормон заместителна терапија, ја резервираме за оваа група на пациентки. Бидејќи не е исто дали една жена ќе влезе во менопауза на 30 години или на 52-3 години. 52 години е онаа просечна возраст на влегување во менопауза. Значи, долг е периодот кога таа би била изложена на дефицитот на естрогените хормони. А објаснивте какви се проблеми може да доведе сето тоа? Посебно кардиоваскуларните заболувања и остеопорозата. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Навистина на еден убав начин ги објаснивте суштинските поенти поврзани со овој исклучително, па би рекла, и стресен период во животот на жената, бидејќи настануваат драматични промени. Ви благодарам. Јас само да нагласам дека почнувајќи од 17 до 21 октомври на нашата клиника по повод Светскиот ден на менопауза организираме бесплатни прегледи на сите пациентки кои што се соочуваат со предизвиците, проблемите, било какви симптоми во овој период, се добре дојдени, без претходен упат, значи буквално се најавуваат на клиниката и ќе бидат примени и прегледани соодветно од наша страна. Одлична иницијатива за одбележување на светската недела всушност на менопаузата. Почитувани асистент доктор Ева Созовска-Билчовска, гинеколог, акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, беше гостинка во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте убав ден.